Сега во кратки црти ќе го разгледаме линкот, тоа е алатката Мои акти. И што уствари представува таа Мои акти? Тоа е фаворизирани акти. Ако ја притиснам алатката, ќе приметите дека во моментов листата е празна. Што значи дека немам нити еден акт кој што ми е фаворит. Но тоа не значи, например, утре се спремам за некој судење, потребен ми е закон за работните односи, го отварам законот и звездава горе, приметувате во инфоменито, законот е иста со тоа звезда тука. Ако ни е чекирана таа, тоа значи си ја ставаме во фаворити, во моја папка и се позавјавува закон за работни односи. Значи, било за какво судење да се спремам, за жалба, за тужба или за не знам било што друго, оние акти кои што ми се потребни, што мислам дека овој на пример акт ќе ми биде потребен, основниот акт го оставам едноставно во фаворити, во мои акти и тој се појавува понатака во листа на акти. Или некоја уредба, например, ми е потребна. Уредба некоја за изменување или не знам, дополнување. На звездата ја чекираме и така во нашата папка листа со мои акти се додадени омилени акти кои што веднаш со клик не мора веќе да ги пребарувате понатака, туку директно одите на мои акти, ви стојат тие 3 акти кои ви се омилени, кои што сте ги одбрале и ви се потребни во скоро време, дали за некоја презентација, дали за судење и така натаму, не е ни битно. Од оваа листа која ќе стане премногу голема, има и поле за да филтрирате. Например, ако пишете РА, Б, ќе ви се појави само работните односи. Значи, но не е препорачливо да биде премногу голема, за секој нов настан, веројатно е најдобро да се спрема нова листа. Имињата од листата на мои акти, како што ги додадовме, така може и да ги елиминирам. Работни односи повеќе не е, и правилникот ако го отчекираме на звездата и тој нема да биде, и уредбата со законска сила ако ја отчекираме и таа нема да биде во омилените акти. Кратко уште за планерот. Планерот ни представува некој си дигитален роковник, кој што секој правник си има веројатно своја пишана верзија, но ова е дигитализирана верзија. Кој бенефит се добива со планер? На копчето плюс закажувате датум, например на 29 во не знам, во 15 часот, судење, соба 12, судија тој и тој, случај тој и тој. Опис, онака како што вие мислите, така ќе наведете. И има една многу битна алатка, подсети ме на мејл. Колку време, например, овде ќе му пишам 120 минути, онолку време колку што ви е потребно за да се припремите за настан. Запамти и една копија се праќа директно на вашиот мејл кој е чувар на акаунтот на де јуре, но и во календарот, во 15 часот, судење соба број 12, тоа и тоа што го пишавме. И му кажавме да не обавести од звончето 120 минути претходно пред да се случи настан. Тоа значи ако сме закажале во 15 часот, во 1 часот ќе ни стигне мејл со предупредување дека имаме настан.
Бидејќи ние сите користиме паметни телефони, кои што ни се врзани за мејлот, при пристигање на мејлот автоматски телефонот ќе сигнализира и така ќе бидете сигурни дека нема да пропуштите ништо од закажаното на вашиот роковник. Имате агенда за да ги гледате поред што имате закажано во декември, што во јануари, некој постари ви води сметка што све сте имале во планер. Така да, многу практична алатка за да не се носат повеќе пишани верзии, тетратки, што, например, ако се загуби роковникот во кој запишувате се. Ова не може да се загуби затоа што ви испраќа и на мејл и секогаш ви стои на располагање на страната на де јуре.